Проблемот со отпадот во Полошкиот регион години наназад представува горливо прашање и можам слободно да истакнам дека и да ги посочам како главни виновници за ваквата состојба со отпадот пред се раководните лица од градоначалниците и комуналните предпријатија, кои што некако останаа глуви годините наназад за да ги решат овие проблеми, се зафаќаа со многу други проблеми, меѓутоа никако со тоа да најдат вистински начин да се справат со отпадот. Иако предходно ние како влада направивме неколку физибилити студии, се распиша и тендер за концесионирање по нивно барање на сите општини од овој регион и се избраа дури на тие тендери со конкурентски диалог и две заинтересирани странски компании кои што сакаа да управуваат со отпадот во овој регион, затоа што отпадот насекаде во светот, посебно во Европа, е една економска категорија која што се повеќе и повеќе се валоризира и носи економски бенефит. Меѓутоа, за жал, пред се градоначалничката на Тетово, за тоа годините наназад како е градоначалничка немаше никаков слух за решавање на овој проблем, а исто така и директорот на јавното комунално предпријатие и одговорните лица кои што треба овој проблем да го менаџираат. И особено сакам да истакнам дека иако се даде поддршка и од меѓународната заедница со набавка на опрема, некако проблемот остана по страна, иако бевме сведоци изминатите години кога имаше поплави во градот Тетово и во Тетовскиот регион. Во одредени региони беше главно предизвикано од огромен шут и отпад во самите речни корита, кои што сигурно по малите средини, по селата во Тетовско и никако не се собира, и тоа нешто значи дека општина Тетово, иако тука има попова шапка и прекрасни предели, не може да размислува за развој на туризмот, затоа што посебно туристите кои што би дошле од надвор, секојдневно ќе гледаат таа грда слика, отпад расфрлан насекаде по улиците, и тоа нешто укажува дека било кој нареден градоначалник на ова треба и текако да се посвети, а особено треба да се изберат стручни лица кои што ова ќе го работат, бидејќи ова бара високо ниво на професионалност, посветеност, меѓутоа и знаење од оваа област, за да може да се најдат конкретните правци како да се справува со овој проблем, и пред се бара одговорен градоначалник кој што навистина на граѓаните ќе им овозможи, како што реков, здрава и функционална животна средина. Овде и представникот локалната самоуправа, советникот во општината Тетово, мислам дека на ова поле треба да продискутираме и да видиме што изминатите години на ова подрачје се работеше, како советниците тука функционира и кои беа нивните залагања за да може ова состојба да се поправи, како и представници на здравствениот сектор кои што ќе продискутираме заеднички какво е влијанието на несоодветното менаџирање со отпад и влијанието врз здравието на граѓаните на Тетово, затоа што има трансфер станица која што не сме толку години да биде на едно место, а пред се нерегулирана трансфер станица која што не функционира, несоодветно се пренесува отпадот на посочената депонија и која згора на се и се пали, и тоа од здравствен аспект секако влијае на сите граѓани на Тетово, особено на најмалите.